Добре дојдовте во едно од последните изданија на Fair Play за оваа година, во која што одбравме една убава тема, сакаме да одбираме убави теми заради тоа што тие се нештата кои заслужуваат да бидат во фокусот на нашето внимание и да им дадеме место и простор со цел на убав начин да заокружиме се тоа што ни се случуваше во 2024 година. Оваа тема би рекла е безвременска, затоа што иако тука некаде кон крајот на годината, кошаркарскиот клуб Работнички не може да се пофали со една добра и позитивна ситуација. Напротив, играчите и тренерите од клубот и се обратија на јавноста преку соопштение со детали дека навистина тешко се одвива нивното спортско секојдневие, дека тренираат во училишна сала, дека финансиите не се доволни за клубот да може достоинствено да функционира. Меѓутоа, наспроти тоа, факт е дека кошаркарскиот клуб Работнички е најтрофејниот кога е во прашање кошарката во Македонија. Тоа е една од нашите најголеми спортски гордости и затоа заслужува сите оние моменти кои што се дел од клубската историја да бидат на некој начин овековечени. Моите денешни гости во моментов работат на последните подготовки на финализирањето на документарниот филм кој што ќе го носи насловот Работнички, брендот под кошевите. Кои се е дел од овој филм? Кои теми ќе бидат опфатени во него и дали навистина ќе биде добар сведок за се она што во досегашната историја на клубот се случило, ќе дознаеме во денешното издание на Fair Play. За соодветен почеток гледаме еден мал дел од овој филм кој што верувам дека ќе ви предизвика убави емоции. Игравме у југ. Дојде време да не бркаат. Таму и ни дава место сега кај што е салата на работа. Местото на салата е на град. Све од земјата нагоре на Работнички и сами си ја направивме. Сами ја зидавме, сами ја направивме. Пари од Канада донесовме у тоа време, место да ја ми дадам на играча. Ги дадов салата. И така се направи прва сала и тоа помош на Стане Долинци, на кошаркарски сојуз на Македонија и кошаркарски савез Југославија се изгради таа сала. Мите со ногите! Деца, пет имаме, правите тука сега! Двобој да биде! И ти биги унутра! Унутра да примиш да гиба, да! Едно правило важеше да екипата која што ќе го проведе Работнички во Скопје, тогаш таа екипа има шанса за прво место. Има многу приказни кои што се поврзани со нашиот најголем кошаркарски бренд Работнички. Сигурно има голем број на успеси, подеми, падови и така натаму легенди, меѓутоа се тоа е дел од клубската историја и затоа верувам дека е важно што сега се работи на едно дело кое што ќе ги собере сите тие нешта на едно место, така што оние кои можеби не се запознаени со деталите поврзани со Работнички, еве начин како да дознаат, а оние кои што биле дел, верувам дека ова ќе биде еден убав начин на сето тоа да се потсетат. Денеска филмот на кој што сега се работи во оние последни сегменти, Работнички, брендот под кошевите, ќе биде наша тема со моите денешни тројца прекрасни гости. Имам голема чест да ви ги најавам и ќе почнам на хиерархиски. Со нас е господинот Митко Луковски, еден од клубските легенди на Работнички, поранешен кошаркар, тренер и човек кој што прифати да биде дел, се разбира, да зборува за својот клуб во овој филм. Добре дојдовте. Добро најдов. Тука е Саша Каталинич, поранешен кошаркар и негова е идејата, некако најмногу енергија вложи со својот тим за да биде ова дело. Добре дојде. Добро најдов. И млади сили секако имаме. Да, Матеј Милев е човекот кој што е задолжен за оно што се случува од другата страна на камерата, значи снимање и секако монтажа, креативна работа. Верувам на еден супер филм. Матеј, добре дојде. Многу ми е драго што со една ваква тема некако ќе ја привршиме годината, но тоа што велам финални подготовки на вистина е така. Уште малку и
Па видете, филмот е финализиран. Значи, направени се тие последни проверки кои што ние како тим ги имаме, јас заедно со Матеј и нашиот колега соработник, морам да кажам, он сега денеска не е тука, Игор Ивановски, кој што работеше во делот на сценариото, на режијата, заедно со Матеј во делот на монтажата. Значи, тие финални контроли се готови, филмот е комплетно завршен и очекуваме, здравје Боже, негдека во почетокот на 2025 да биде емитуван. Ќе одиме поред се тоа како дојде до идејата, но прво господин Митко, кога ве контактира и ви кажа дека конечно е донесена одлука, ќе правиме филм за работнички. Која ви беше првата реакција? Реакцијата ми беше дека е тоа многу добра работа, затоа што до сега за работнички има една книга која што е така, горе-доле, нешто направено, тоа одавне, од тогаш навака ништо не е направено. И тоа на Саше му реков дека е одлична идеја, да би се овие млади генерации, кои што не знаат, верувам дека 80% не знаат која генерација била, што направила. И ја мислам дека со тој филм ќе види, а кој сака да гледа и би требало да гледа, да дознаат што била кошарката и кои биле тие што почнале да ја креваат на едно поголемо ниво. Инаку, затоа што Саша е, да речеме со тој израз, ваше дете, ученик сте му бил тренер, ментор и така натаму, верувам дека е дополнително убаво кога ваше дете ќе се јави и да рече ова е моја идеја и јас сакам да ја реализирам. Значи, научиле нешто од повозрастните? Видите, мене тоа одма ми покажува дека Саша чим ја прави е моје дете, значи нешто сум оставил, некоја трага кај него, кој што сака тоа и преку филм да го искаже. И ја мислам дека ќе биде добар филм. Сега самиот ќе каже како му дојде оваа идеја. Ова е втор филм на кој што работите, да потсетам, гледачите на Телма можеа да го видат први до четврто. И сега може би ова е некое надоврзување, но сакам малку само да вратиме наназад. За да можеш ова се да биде, мора да се создаде тимов, мора некако да тргне работата. И сега како баш Саша, Игор и Матеј се најдоа заедно во еден тим? Види, приказната е доста интересна. Сега, кога ќе се навратиме наназад, први до четврто е првиот филм кој што го изработивме. Тој беше тематски баш за репрезентацијата која што го постигна еден од најголемите успеси во македонската кошарка на репрезентативно ниво. Ние бевме, значи Митко Луковски ни беше селектор, ние бевме заедно, работевме со него циклус од 3 години. И можам да кажам дека идејата за да се направи тој филм мене ми стои па едно 15 години назад. Мотивот највеќе ми беше, ќе кажам, значи нема да лажам, ќе бидам искрен, Благоја Патровски. Значи наш соиграч кој што кога заврши циклусот тој репрезентативец после година и пол почина. И тоа беше една трагична ситуација која што кај сите нас остави, како да кажам, еден рез у душата. Не можевме со тоа да се помириме до ден денеска, значи кога ќе седнеме заедно сите, значи кој што сме го поминале тој период од животот заедно од репрезентација, играчи со играчи од работнички, играчи со играчи, пошто он беше и дел од годел работнички. Значи ќе го спомнеме, меѓутоа некако се позаборави он. И така да ја еден ден ставам од Сабајле и викам, ја ќе направам ова една документарна емисија за таа репрезентација, па нека биде што мора да биде. Да. Добро. И се идејата ми стои, мене ја сакам да ја реализирам, ама јас сум таков карактер, таков човек, кога нешто ќе наумам, ќе го реализирам. И сакам тоа да биде успешно, затоа што до сега успешни проекти стојат позади оно што сум го работел. И така ја имам, како да кажам, навика, навечер шетам обично после работа, рекреација ми е пешачење, движам. И ја носам таа одлука и сега што е судбина, късмет, која сака. Шетам и го срекам Игор Ивановски кај Веру аеродром, доаѓа спрема мене. Тоа е неговото мало. Се разминуваме. Застанува Саша, кај си, што си, не сме се виделе, она ми вика, бе, слушај, вашава репрезентација ја забораја сите, никој не спомиња најголем успех, Чичко Митко, тогаш бевте, вика, кај Киро Глигоров, ова, она, кога беше он председател, и тоа се заврши све, никој не се сеќава на успесите. И ја му викам, слушај,
Да ти кажам наискрено, ја веќе сериозно размислувам по одреден период, ама и сум донел одлука баш денеска, викам, кога те среќавам, нешто да направам да го реализирам тоа преку некој видеозапис, документарен. И ми вика, знаеш, вика, добра идеја ти е ова. Вика, да го направиме, вика, ама знаеш како, треба да направиме екипа, финанси, ова, викам, слушай, ти за финанси не се секирај. Значи, ја ќе го истрчам тој круг. Ќе обезбедам се што треба. Ти дали си спремен да направиш сценарио? Спремен сум, ми вика, саки, ќе направам сценарио. Супер, дај ми број, ми да, број, викам, утре ти се јавувам, попладне, се договараме, седнуваме на кафе и ова го почињаме, викам, да го стартаме и да го ставиме у колосек да се заврши. И ја утрента станувам, више имам идеја каде што, како, контактирам фирми, луѓе, колеги, никој не ме одбива. На не завршен, тоест не почнат проект. Им кажам што ми е идејата. Знаат дека сакаш да направиш да, нешто добро. Да, они уште не знаат ни што е приказната, ја им кажувам, али они веруваат дека тоа ќе биде супер, што и на крај се докажа дека е така. Му се јавам на Игор, доаѓам, се гледаме, саки отидовме, се договориме све, седнуваме, он веќе има некоја визија, вика, камера, имаме проблем, немаме камерман, немаме човек што ќе монтира. Вика, треба тоа да најдеме. И кај што седиме у кафичот горе у Бистр, у аеродром. Дечкото кој што работи у кафичот ни го слуша мовет. Фантастичен дечко. Сега сме веќе и другари, пријатели. Пријатели, да. Да, на Матеј мој другар. И он ми вика, абе јас имам еден дечко кој што ги познава работите, ги работи и може многу да ви помогне во ова. Ја му викам, добро, викам, ајде да договориме средба. Одма се јави, влегува у контакт со Матеј. Се договараме со Матеј утрента да се видиме, седнуваме исто таму. Матеј ми доаѓа, мене се анекдота, ќе се насмеам, ми доаѓа со едно кутивче во као. И са ја загрижен со што ќе се снима. Пошто како човек кој што работел, јас сум работел големи корпорации, фирми, проекти сум водел и знам сега сите детали како да ги донесам до финализација. Ти сакаш вака И ја доаѓам и сега ја у глава имам Јана дека камерава ќе биде као нас за свадби. Е, ваква, огромна. Како оваа што в студио. Ти личи Мате на И аматера. Мате ми доаѓам вика, слушај. Назад си од технологија. Зашто ми вика? Вика, бе, Од јас технологијата си назад. И ја отварам и са ја, слушај, јас се сумлив. Уште не веруваш. Сумњам. Да. И викам, Матеј, да ми покажеш, викам, ти нешто што си работел. Он више снимал. Он архива има. Он архива снимал министерства, спотови, како се вика, Добро, веројатно и за интернет реклами, све и свашта инфлуенсери, си работи човекот. И ми вика, оваа камера моја е специјална за Netflix, она. И са ја викам, добро, окей, ми олесна, викам, дечки. Скептик уште. Ја уште викам, слушај, готово, договорено, го правиме тимов, седнуваме од утре, состанок, све по распоред, по ред, по план, по ПС и така излезе први до четврто. И мене ми е многу мирак што се емитуваше на вашата телевизија. Значи вашите колеги, значи Снежана Лупевска, значи сите дозволија, го видоа тоа убаво едно документарен, да кажам, видеозапис кој што им се допадна дело. Да, после тоа истиот доби награда на фестивалот, да, интернационален во Златибор во Србија. Учествувавме на интернационалниот фестивал за спортски документарни филмови во Милано и сега очекуваме да не повикаат и во Москва. За неговата генерација, морам да го споменам Чичко Рики Ѓорчевски. Значи он е исто човек кој што многу ни помогна и за овој втор филм. И поддршка и материјално и ќе кажам со материјали за работа, со разговори, значи него не смеам да го заборавам. Ние добивме идеја и желба да направиме нешто за работнички, а они се во суштина работнички. Тој филм и луѓето кои што се без тие луѓе нема работнички. Да. Друга работа што е битна, и јас сум, значи, дете играч на работнички, на годел работнички, така да све се поклопи и ете сега овој втор. Да знаат само гледачите, живееш во аеродром сега како прав Сити Парк Бојси. Сити Парк, ама јас сум преселен од Соборен храм, од Карпош во аеродром сега, така да. Добро, готово, нема веќе. Али слушај, поштојам и тоа и тоа, да. Мора се шегуваме. За Рамбо ќе му биде. Матеј, да му дадеме збор, да каже како во оваа шампионска екипа влезе. Ја слушнавме приказнава, ама како изгледаше тоа од твој аспект? Што си рече, вреди со луѓе во да се зафатам да работам или тешко мене? Првично, целиот овој успех се должи на нашата тимска работа и сум преблагодарен за тоа.
Се сеќавам, Саше тоа не го кажа, кога дојдов со камерчето, интересно е што он уште после недела две знаеше преку 2-3 дена да ми се јави: Мате, да те прашам, сигурно е добра камерата, сигурно. Да не треба поголема да викам, Саше, викам, отвори, значи одобрена е од Netflix, може таму да се со таа камера се снимаат филмови и се тоа. Добро, ти си профи, оставам на тебе. Искрено, не сум јас од таа генерација, што сум многу помлад. Да, меѓутоа ја реков имаше чест да запознаеш и те какви личности и легенди. Да. Јас сум доста спортски активен, доста гледам спорт и ова ми беше убаво искуство и пресреќен сум што успеав да работам на ваков проект. Верувам. И први до четврто е работнички бренд од Подкошевите. Во Девармаало, господинот Славко Матовски си земал за обврска да го формира КК Работнички во рамките на истоименото спортско друштво. Во ново формираната екипа биле регрутирани одбојкари, ракометари, атлетичари и фудбалери. Вашиот татко е меѓу основачите на кошаркарски клуб Работнички, ако јас не сум погрешила во информациите и други спортови, со други спортови се бавел тој човек или не? Грешка. Видите, у тоа време се бавеле по 2 до 3 спорта, можда и 4. Татко ми бил фудбалер. Прво фудбалер. Овој тим, филм, што е трето полувреме. Добро. Он е у тој тим. Центарфор. Он бил еден од можда најдобрите центарфори у Македонија. Браво. Се лутеше кога... Драган Луковски Аџија, го вика. Со Симоновски, Джинка, со Мулац, тамо, Дитлјакот, овој голманот, он даваше некои овакви информации за тој клуб. И не знам како они со овој Матовски и не знам, не се сеќавам за третиот, решиле да формираат кошарка. Татко ми у тоа време бил 1,80 м, 1,81 м, кој што за тоа време бил во висина. Матовски исто крупен, ајде ќе формираме И кошаркарски. кошарката. Ја поима немам. Дека они кошарката ја формирале. Играле и голем рукомет се играше на времето. На големи голови рукомет. И ја после 5 години, ја 20 на години, а он 3 години не знаеше дека играме кошарка ние воопште, дека тренираме. И ја влагам и сликата, гледам слика една стои вака у канцеларија. Вака гледам, викам, ова татко ми? Гледам мој број носи 8-ца, гледај која коинциденција. Коинциденција. Да. Ама во викам, татко ми е. Па да бе, тој е. Па што не кажете бе, викам, ај дајте ми ја слика. Не, вика, какви не нема може. слика така. Нема шанс. Тоа е овако и после он, викам, ти си играл кошарка, па и ние играме, како бе кошарка играме? А он сакаше фудбал. Сакаше да бидете фудбалер. Да, ние подобро игравме фудбал него кошарка. Ние и еден период отидовме од кошарка, отидовме у Вардар, година, дена и пол, трениравме у вториот тип. Слушнав негде приказна дека на кошаркарски тренинзи не сте биле редовен заради фудбал. Така, вистина? Како? Повеќе сте сакале на моменти на фудбал да одите отколку на кошарка? Видите, ја... Како падна одлука потоа да се насочите кон кошарка? Дека има доволно Видите, талент? ја кога почнав да играм кошарка, почнав по иницијатива на брат ми со еден другар од мало физкултурно учеше и го викна, пошто в тоа време и ние 1,80 м, 1,80 м, ја 4-5, некоја висина сме имале. И брат ми, ајде со мене, брат ми почна пред поплавата, 62. И веќе у 63-та земјотресот, и сега нема што да правиш. Ми кај, ја ни мало со фудбал, кошарка, каква кошарка, ја го рачунав женски спорт.
Тогаш така го рачунале сега. Женски спорт, одбојка, кошарка, женски спорт. И ме вега, викам, кидам. Една недела, ја не можам брежичката да фатам. Гледам овие веќе што тренирале, Прешова, тамо што беше Лазаревски, еден ги гледам. Дрвени табли надвор, игравме некакви плочки. Се миевме на Вардар, идевме до Вардар да се измиеме. Се соблекувавме во еден кокошарник позади. Такви услови. Такви услови. Патики немав, имав топлинки. Така тренирав. Топлинки, вакви некои кондори, топлинки Да. на времето и тие ми беа патики. Игравме со кожни топки. На шнирање. Така да гледам, викам, Митко, шо бараш овдека, викам, на ти, ајде, бегај си дома. И јас си отидов, не доаѓам на денник. После една недела да се да ти го лечиш дома доаѓа. Аха. Тоа е важно приказно. Абе, ти викам, ми вика, ти бе, вика, кај си на тренинг? Абе, ајде бегај, викам, како тренинг, кошарка бегај. Абе, се чекај, ке правиме ти, ова ке направиме, ке бидеме прваци, ке бидеме ова. Лазо кој знае да те, Он со визија, да те кажа. мотивира. Ајде, некако се. И веќе кога влезе во да уши месец, два, три тренираш, веќе Готово. поднаучив малце, стана интересантно, ова гледам добри другари, тие прави момци, добри. И така фативме кошак. Едно време, па бубачките у глава, ја брат ми тепшев фудбал. И отидовме, и ајде сега, ние сите големи броеви на Патики. на патики копачки, сега ни зема порача да ни прават копачки. Аха. Тепшев Померка. Помер. Тепшев 47 број, тие па ја не се не Много е. виделе 47 број. Два пара, 4 пара ќе направат. Два пара. Да, материјал буквално баш така. Но И добро. после бе, ја десно крило ме ставива, пошто ја брз брат ми среден ред, а Тепшев снажен скокаше, центар фор. И тренинг еден, шутираат на бациот и сега ние кошарка си играл. Скакаш толку рака? колку да фатиш со рака. Да. И се скака они топката посади него. Ја и тогаш видов дека тешко фудбалов ке виде. Они тренираат, а ние трениравме 2 пута на ден. Они беше мислена именка тоа. Они се загреваат така околу некои тие тополи нешто тоа. Ние кога фативме, ги предавме. Кај идете бе, вика вие? Па викам, вие вака тренирате? О. Заврши као разгибавање на мали голчиња, заврши тренинг. Чекај бе, викам, тамо што се Немаше ни загреавме. тренинг. Да. Кој тренинг бе, викам, ова? Не сум се Месец. исплатил тренингот завршил. Месец дена и си одиме. Чекај бе, кај ги си копачки, кој ќе ги нуди? Нема. Джабе Оставете ги за копачките други. се префрламе на И така кошарка. се вративме назад Да, да, и баш ми е драго што се вративме. Да, така требало да биде. Кармата, судбината била тамо. Бидејќи го спомнавме господинот Лечич, нема го прескокнеме тој дел. Во овој филм вие успеавте да снимите и негови некои ставови и мемории и тоа беше неговото последно официјално јавно обраќање или излегување, се уште нели не сме го виделе Да. филмот. Кога всушност тоа се случи, кога снимавте? Види, ние снимавме во најтоплиот период оваа година, август беше негдека. Значи тогаш беа луѓето претежно вратени од одмори, они се и постара генерација беа дели во Скопје, некои беа и во Охрид, ги снимавме и во Охрид. Значи Матеј и Игор тогаш беа многу активни околу делов на снимањево со луѓево. Мислам дека Лазо го снимивме некој, ако не се лажам, 7 дена, 10 дена пред да почне. Така беше нешто. Го снимивме во Александра Палас во хотелот позади на тениското. Значи они таму знаат често, он таму одеше на кафе преку ден, се дружеа друштво. Таму посака да дојдеме, пошто години да не сега они одат кај што ќе се договориме, ние гледавме да се адаптираме на Се разбира. нивните потреби, гледавме да биде и позадината добра, некои работи кои што се снимени во кафичете, така било одбрано, знаеш, таму луѓе, ова, она, меѓутоа све е тоа професионално направено, монтирано, дотерано од страна на Матеј, Игор си ги водеше интервјуата. Да, но најважно е што зборуваат сите овие луѓе, Да. тие се зборови што вредни како алтани, што би се рекол. Јана, ова може више да кажам дека овој филм уште не е ни не е ни пуштен да се гледа, а е веќе една историја. Затоа што сите кои што се во тој филм се дел од една приказна
уназад која што трае 60 години. Да. Значи, за жал, ете, има таму делови каде што збори Гаго Луковски Драган за татко му, за Јанко, братот на Чичко Митко. Да. Значи, таму е исто и на Црна синот. Значи, таму е исто и Радулович на Маринко синот. Значи, тоа се све луѓе кои што биле соиграчи со Чичко Митко, кои што поминале време со Митко. Сега, за жал, не се повеќе меѓу нас, меѓутоа ние на некој начин сакавме да го обележиме тој дел и да оставиме и во овој документарен филм дел каде што ќе се забележи нивната трага во работнички. Они се со нас. Да, со нас. Што направи 2-3 штоса, најголемиот штос беше кога губевме 16 разлика, ја ги викнав играчите и викам, тајме земав, и им викам, слушај, кој ќе заврши утакмицата, сите кидете на терен и ќе се радуете. Ќе дигате руки, ќе се радуете. И децата нормално као машини беа истренирани све. Отидоа се радуат, доваѓа делегатите и ова не викање тие. Не викање изгубите на 16 разлика. Зашто паѓаци вртат се радуат, вика. Да не гледаат колку е резултат. Ами ја викам, ова е прво полувреме. Второто полувреме кој ќе дојдете у Скопје, ќе го продолжиме да видиме вие. Не е лесно сигурно да се одбере име, затоа што е тешко еден таков голем спортски бренд некако да го сместите во една реченица која нели ќе биде само накратко ќе говори за приказната. Како го смисливте и како одлучивте кој ќе биде насловот? Види, ова е многу интересно и за ова ме врзува со Чичко Рики, ќе кажам како дојдовме до насловот. Моавет. Значи прво ние правевме моавет за сценариот. Договараме ја, Матеј и Игор како што ќе биде. Ја им викам, слушајте, филмов треба да биде социолошки. Малце, ја по струка сум социолог, али нема врска. Сега сакам да кажам, така и треба да го фати периодот. Значи како настанала кошарката, во какви услови оли, како играчи почнале и се мачеле, тоа не е едноставен процес. Немаш средства, немаш ништо да започнеш нешто. Потоа после поплавата доаѓа земјотресот, па сите биле, како што кажа и Чичко Митко, универзални спортисти, па сега да ги селектираш, тогаш кошарка било нов спорт. Они се, да кажам, пионери во ова. Да, треба да привлечеш пионери, нови треба да деца привлечеш. и така Ета Лазо се погодил со неговите, да кажам, способности за преговарање и убедување. Ја знаел кошарката, завршил у Белград, им пренел на нив знаење, го состел тимот. Салата ја направиле, што е најклучен дел од целава приказна, зашто они играле надвор. Кога ќе добиеш ти салата, више друга е приказната. Да. И сега за името, ние гледаме како тоа е создадено и нас не ни доаѓа идеја дека треба да биде нешто звучно, нешто што ќе држи самата тематика. И одам ја кај Чичко Рики дома, седнуваме го гледаме први до четврто. Христо Ѓорчевски му е право. Христо. Рики го вика. Ние си го, да, и го знаат тие што му се блиски Рики. Веќином го знаат. Го гледаме филмов, правиме моавет, ја му кажувам за ова вториот план проект што го имаме, пошто ете, за жал во периодов не се работи многу на вакви работи. Гледаме на телевизија све некои емисии, филмови кои што се надвор од сите морални вредности и норми, а ние сакаме преку спортов да малце пак го вратиме она што кој ќе кажеш нормално и се знае дека е нормален тек. Вистински вредности. Да. Е баш така, вистински вредности. И правиме мове со Чичко Рики и он, ја му викам, слушај, му викам Чичко Рики, вака. И вртиме некои стати и му викам, ние дојдовме до една идеја да се вика работнички, пошто е стварно нешто велелепно со резултати, со успеси и уствари ја представува бил во Југославија име, ја представува и Македонија како име, му викам да се вика брендот под кошевите и он ме гледа вака. И ми вика, чекај малу и да архива он дома има собрано све. Врти. Види ја сликава, ми покажува слика, работнички, брендот под кошевите. Вика, ти си ја видел ли оваа слика? Не му викам, не сум ја видел. Не ми текна од целава приказна, ми дојде до имево. И ми вика, ти ова сигурно не си видел? Не сум го видел, не ни знам. Вика, фантастично ти е името. Така да ете и он на некој начин го кумуваше имево за овој филм, се поклопи со приказната, така да. Работнички е религија. При тоа што во таа религија
верува и навивачите, веруваше и раководството, верува и самите играчи. Работнички во Југославија представуваше институција, тоа беше бренд за кој младите навива, живеа во едно време во кое спортот беше доминантен. Ако беа тие така да речам тешки услови, сепак ние се радувавме кога игравме и си игравме од срце, од љубов игравме ние. Многу се важни овие и лични архиви, верувам некои архиви ако ги има, кои ги има државава, клубот, нашите медиуми. Само извини ќе те прекинам, а ние баравме многу архивски снимки. Јана, колку што ние немаме ништо. Нема? Јана, ништо. Нема негде. Чекайте, клубот нема, така? Нема клубот. А телевизија ништо. Национален сервис? Ништо. Има некоја може утакмица. Ама тоа, ние баравме утакмица некоја од работнички, Игор одеше, се секаме, Матеј ќе потврди, одеше во МРТ, бараше некоите, не можевме да дојдеме до некоја стара утакмица што оние играле. Дури ние почнавме да вртиме, ја почнав контакти Загреб, Белград, да видиме од нивните телевизија, архиви, нешто да има. Види, процесот беше многу специфичен, ќе кажам, за да ги добиеме. Меѓутоа се снајдовме, затоа што имавме многу слики, па дел од филмот е и фактографски. Значи, Југослав Костовски е наратор, значи, позади неговиот глас одат многу интересни фотографии што го доловуваат тоа што они како генерација го имаат направено. Фотографии, видеа, за да можеш таа монтажа да ја направиш да биде убава, племенита. Успеавте ли да најдете доволно материјал? Што велиш ти? Реално, успоредба со првиот документарец, имавме повеќе видеозапис во првиот, отколку сега во вториот. Да, поради тоа што нема толку материјал сочувано. Архивски снимки, да. Ама успеавме да најдеме некои одредени стари снимки и имавме многу, дури и вишка слики што немаше каде да ги искористиме. Добро. Ама да, тие слики се богатство, има, баш се сеќавам, мислам, тоа највеќе онака и мене ме заинтересира, не ни знаев дека во тоа време работнички општо југословенската кошарка имало како некои чоколадца во кои имало сликички, мастики, да. Аха, за да се собираат во албум. Да. И еден од тогашните играчи одлучил да ги собере сите сликички од работнички. И колку години? Околу 50 години. Имаме ние, ги имате, ги даде? Ја има, кажа на таа анекдота. Овие вашиве мобилниве мене ме најдоа. Не, на мобилни, овие се архивски кои што се стари, така оригинал, у таа верзија од тие години. Слика што сум на мастики, на ова ми ја покажа. Има, тоа сега сакав да прашам, вас ве има на тие сликички така? Мене има и тоа со подпис мој. Вие сте All Star. Црвени дресови, јас со косата као бушман. Какви ви се мемориите? Јас прочитав низ архивите, се разбира, тогаш не сум била родена, не сум го сведочела тоа, но де факто за вас таму стои епитет звезда, звезда на клубот. Дека сте биле тогаш харизматичен, дека ве знаеле, дека сте биле популарен. Како тогаш изгледаше популарноста? Не кажавте дека сум бил изгоден. Да се прочитаат нови текстови, да се најде. Сликите потврдуваат. Сликите потврдуваат. Него, ја се убацив прашањето. Нема проблем, прашањето ми е како тогаш се носевте со популарноста. Беше ли навистина екипата на работнички популарна? Не, ја не знаев што... Не ви интересираше? Не ме интересира, не знаев што е популарност. Ние бевме најнормални дечки. Најнормални. Мада пријатели, па и жена ми, вика, куп женски, вика, околу тука се мота. Вечен проблем. Не сме ги ни приметувале, не сме ги ни... Ја и ден денеска не се осеќам дека сум
некоја легенда или дека сум. Јас сум обичен човек, стално кажувам. Чичко Митко, сите ваши играчи... Ние никогаш не сме го викале ни коуч, ни така ви тренер, се обраќаат и сега вие имате дефиниција зошто е тоа така, односно објаснување. Епа, они која ме изборат и на вие никој пут, Чичко Митко, тоа е знак дека јас со нив сум бил на нивно ниво. Со тоа што и сум ги сакал као мои деца. Они биле прво мои деца. Ја увек играч која тренираме, ја го гледам као моje дете. Како би се понашал ја према него? Јас сум бил прво педагог, психолог, па после сум бил ја татко, па сум бил тренер. Тоа е клjuč за мене, со работа со млади деца, е клjuč да тие деца да имаат поштовање према тебе, не страв. Да те засакаат и поштовање, да верујат у она што им го кажуваш. Ако они не верујат у тоа што им, не можеш да ги тренер со млади категории вајар. Да. И сега добијаш материјал. Еден вајар ќе направи ремек дело, еден со истиот материјал ќе направи катастрофа. Значи треба да знаеш зашто они се посебни материјали сите. Не може со исти со тие материјали различни исто да моделираш. Значи треба да знаеш тоа е, значи треба да имаш визија, педагогија. Тие се првите работи ја као тренер и затоа сакам со млади да работам. И затоа они ме ценат и Чичко Митко ме викаат они као родни да ме рачунаат као татко. Како свој, буквално некој Ја свој. морам да се надоврзам, значи јас сум имал среќа да ми биде тренер. Со задоволство ќе кажам дека таа упорност што ќе ти ја всади, мотивот, никогаш да не се откажеш, да си борбен у животот, да си фајтер, тоа само можеш од него да го научиш. Значи тоа го кажувам наискрено. Од него сум запамтил една реченица што ме води цел живот. У тој момент, кога ќе мислиш дека не можеш да поише, ако продолжиш, тука е вика тоа ја прави резултатот. Нема не знам или не можам. Не постои, не сме да ви постои у животот тоа. Нема не можам, не знам. Све може. Има начин секогаш, така? Види, тоа домашното воспитување од родителите што ќе дојде, тоа е све окей. Тоа е фантастично, значи моите родители, тоа е фантастична работа. Ама тоа што некој од страна ќе ти го даде како родител, плюс ќе го осеќаш, тоа е... Да. Значи ние сме знаеле кога сме иделе утакмица, кога не водел ден, ние сме знаеле дека не може да изгубиме ние. Со самото тоа што стоел на линија, ние сме знаеле дека сме непобедливи. Тоа многу значи. Тренерот, кога нешто ќе каже, дури да не е условно во право или да не се согласуваш со него, тишина. Слушај го тренерот и тишина. Вистина така треба да биде? Не само што треба, јас сум им кажал. Јас сум у секоја работа кај што е тимска. Војска, еве вие овде на работа и ова. Еден е шеф. Овде на тренер јас сум шеф. Ке работите оно што сум ја кажал. Тешко, не тешко. Колку да ви е тешко? Пцујте ме. Врегајте ме, ама у себе немој на глас, викам да ќе страда се никако. Никако. Ке работиш до крај. Кај мене немаш да успееш да играш ако не ги испуниш сите мои задачи, затоа што тоа е мој начин на работа и знам потврдено дека ќе донесе резултат. Убаво го објаснивте односо со создавање играчи, вајање и така натаму. Сега што е проблемот? Немаме доволно добри познавачи на занајатот кои што ќе создадат нови кошаркари. Немаме деца со желба. Што недостасува за Македонија да нема работнички како што треба, па и МЗТ како што треба, па и репрезентација како што треба? Каде е најголемиот пропуст? Проблемот е премногу НБА лига гледаат и премногу Евролига гледаат. Не е дека не треба тамо да се стребиме. Ама реалноста е друга. Тамо се вртат големи финансии. Сега ние сакаме да бидеме таму. И јас сакам, сите сакам и тоа е добро да бидеме таму. Ама за да бидеме таму, треба да создадеме организација, услови, све што треба. И сега им викам, има два начина.
да негдека стигнеме до таму. Имате брз и малце поспор и со многу работа. Брзиот е треба да имаме 15 до 20 милиона евра буџет. Не е проблем, ќе играме одма. Веднаш се ќе биде. Одма играме. Да. Али со нашиве пари буџетот е колку еден играч што го плаќаат, можда и помалце. Ама и 15-20 милиона дали ќе знаат правилно да ги употребат, тука е проблемот. Сега менаџментот е проблем, тоа трета работа. сме пробале такви формули имало, ама не биле успешни. Со пари имало. Ако им ги дадеме, опасно е, не знаеме как ќе стигне. Али предпоставка правиме. Али има поспор начин што се изгубија наши таленти, у Македонија немаме таленти. Па не може да ме убедува некој дека Македонија одеднаш нема таленти, нема деца. Значи не раѓаат, вие жените не раѓате изгледа. Знаете кои се поплаките? Во смисла дека новите деца се поинакви, дека ако ги викнеш во 6 на тренинг нема да станат. Така, и тоа има многу голема вистина. Дека нема да станат, дека ако им забраниш телефон на тренинг, нема да дојдат на следниот тренинг и така натаму. Не? Не случај. Тоа све зависи од тренерот. Зашо викам, треба идеш педагог, психолог и ово. Треба да знаеш со кого како, да му ставиш у глава и уво што викаат вода да му влезе, не у 6 сабајле, у 4 ќе стане. Така е. Со елан ќе дојде. Со елан ќе дојде. Ама тоа од човекот, од тренерот зависи. Ја не зборам за стручноста. Стручноста е веќе на втор план. А со деца е друго. Ти мораш, зашо викам, секој материјал не е исти, а тоа тражи трпение. Значи, треба да работиш со љубов. А овдека, за жал, у наше сега време не работат за љубов. Туку работат за допуна на домашниот буџет. Колку публика има на нашите натпревари? Па нема, затоа што кој ќе дојде не гледа жар. 200 со записнички столи и радарите. Ни толку. Значи, си играат за себе. За себе. Ти ако немаш публика, па за кого не играм, ја играм за публика. Тука е, не треба да бидеш многу паметен. И вие што не сте у кошарката, и камерман, било кој ќе види колку публика, знае каква кошарка играме. Точно е така. Тоа е, за жал. Можда некој ќе се најде увреден, ама тоа е вистината. Не, јас само се надевам дека што повеќе луѓе ќе ве слушнат, а и деца, а и родители, затоа што зборувате со жар и мотивација и елан. Како мене ме боли, јас младоста сум ја дал у кошар, поготово работнички. Работнички дојде, како да кажам, па ќе испадне од лига што се вика. Па не можеш ти нешто што е градено со пот, со љубов, со крвави колена ми биле. И ти одеднаш го правиш клубот. Како да не ти е гајле. Како да не е бил легенда и кој што не ја покренал македонска. Знаеш, што можда и овој сега филм што го правиме малце и ќе ги мотивира и луѓето сега ако останало некој сенс кај нив од људскост малце. Да разбуди брендот под кошевите. Значи мислам дека треба малку малку подлабоко да размислат околу проблематиката со работнички. Само уште нешто Миро треба да кажам. Да апелирам за на крај. Може. Ја тука пак ставам дека тренерите не се толку криви. Повеќе се криви тие што го водат клубот, затоа што клубот што го водат сакаат као први да бидат, да играат тамо. Ако он нема резултати и става млади играчи ова, ќе нема резултати и ќе го сменат брзо. И он за да не го сменат прави ова што прави. Друго, мора државата да има своја стратегија. Еве сега имаме Министерство за спорт. Сега се викам, треба да се соберат. Имаше еден собир. Сега не знам, ја не знам кај бев, дали Лазарополе не отидов. Собир со паметни, добри луѓе, нема глупи у спортот, мислам, треба да се направи една стратегија, програма која што не треба да се можда у почетокот ќе нема некој, они ќе сакаат одма, не. После 5-та година, 6-та. Трпение и работа. И ја мислам дека, пошто имаме сега и Министерство за спорт, новиот министер дека со луѓе ќе најде екипа која што ќе почне да делуе, да оваква да мисли на македонскиот спорт, а не на кошарка, а не на кошарката у Македонија. Таа треба да забрави. Треба да измени малце нешто, не у почеток дратиш. Само ја уште нешто да се надоврзам. Ја очекувам Министерството за спорт исто да ја награди нашата репрезентација.
Значи, она што е први до четврто и тоа е успех кој што го имавме во Португалија, тој не смее да постане заборавен. Да. Финален збор некако ќе му дадам на Матеј, кој што може би сега најмалку кажа, но тука имаме директно инволвирани во клубската историја, затоа и беше нели така распореден разговорот. Еве, како некој кој што така сакал некоја судбина да влезеш во приказната, да ја видиш од страна, да бидеш дел од евидентирањето, што би кажал на гледачите зошто мора да го погледнат овој филм кој што кај да ќе биде готов? Мора да го гледаат овој филм, пошто реално јас како мало дете имам тренирано кошарка и гледајки јас како имам тренирано и они како имаат тренирано, тоа е небо и земја. Треба волја, љубов и посветеност. Тоа е се во филмот прикажано, така Ви благодарам. Сегде у светот има таленти. Тоа ја сакам да го кажам. Нека не причаат, они зборуваат, ја причаат, тоа ми е скопски. Сегдека постојат таленти. Треба да ги одбереш и со љубов да работиш, да ги донесеш на врв. Тоа е клучот и у животот кај што вие кај што работите. Треба да се труди стално и стално има да учиш. Јас сум 77 години, учам уште. И ќе учам додека сум жив. Не може да јас све знам, не знаеш. Не може да знаеш. Без љубов не може ништо да се направи. И волја ако. Без работа нема шанс. Без работа. Ви благодарам многу. Фала, Јана. Време немам за повеќе да си разговараме, но сигурна сум ќе има и некоја следна прилика. Затоа сега сме кон крај на година, ќе ви посакам се најубаво. Да биде најдобро здравието, тоа ни е најважно на сите. А потоа да се гледаме и во иднина за добри теми и за убави нешта. А на Стивен Спилберг може и од Милано да добие награда. Ви благодарам уште еднаш многу, нека биде ова инспирација за нашите гледачи. Ќе дадеме детални информации кога ќе дојде ред и време каде ќе може да го погледнете овој филм, ќе биде достапен за да го видите сите во секој случај. До тогаш ние ќе бараме нови спортски теми, нова инспирација, а со вас ќе се видиме повторно на Телма, бидете и натаму заедно со нашата програма.